Европската асоциација на производителите на автомобили АСЕА ги објави податоците за продажбата на нови возила во Европа, според кои лани пазарот забележа намалување за незначителни 0,04%. Причината за ваквите трендови без размислување се префрлува на новите прописи за тестирање на возилата, кои во последните 4 месеци драстично влијаја на достапноста на автомобилите на пазарот. Заради нив, во месеците од октомври до декември продажбата беше намалена за 7 до 8%, а во септември за скоро 1/4 во споредба со истите периоди лани. Затоа пак продажбата во август пред да стапнат на сила новите правила порасна за драстични 31%. Кога ќе се сумира, се добива бројка од продадени 15,6 милиони нови возила во Европа во 2018 година. Најмногу од нив се од групата Volkswagen, вкупно 3,7 милиони. Најголем процент на пораст на продажбата има забележано PSA заради вметнување на Opel во својата статистика. По земји од големите пазари, најдобар резултат оствари Шпанија со плюс 7%, а најслаб Велика Британија со исто толку минус. Од другите земји најзначаен пораз забележа Литванија и Романија, додека најдебелиот минус го имаше Исланд. Треба да се напомене дека податоците на АСЕА опфаќаат само 30 земји од Европа. Во нивната статистика ги нема Русија, останатите европски држави произлезени од поранешниот Советски Сојуз и дел од балканските земји, меѓу кои и Македонија.